Добро вечер, почитувани уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова. Во овој последен мој отворен појас за овој ден ќе го посветам на една тема која го символизира и овој ден. Денеска е 3 мај, а тоа е Светски ден на слобода на медиумите. Па повикав представници од неколку новинарски асоциации за да видиме, да анализираме каде сме со слободата на медиумите, која загрозува повеќе, власта или собствениците, или постои нешто трето. Во студиото гости се Мишко Иванов, кој е представник од Управниот одбор на Сдруженијето на новинари. Добро вечер. Катерина Синадиновска од Советот за етика и Звездан Ѓоргиевски од Новинарскиот синдикат. Добре дојдовте. Значи, ќе го земам оној податок што пред известно време го обелодени Асоциацијата Репортери без граница, која, барем според моите аршини, е релевантна со своите оценки години наназад, а тоа е дека во врска со слобода на медиумите, тоа е значајно дека има скок од 14 места. Сепак, пред нас се некои други држави од регионот, зад нас се само Црна Гора и Бугарија. Србија е пред нас, но па Србија има пад за 14 места. Сега, она што го забележува ова организација, зошто имаме скок, но зошто не котираме подобро, ќе набројам кусо неколку моменти. Тоа е дека високи представници на власта навредуваат новинари, потоа дека е намален бројот на напади врз новинари, но продолжува политиката на неказнивост. Трето, дека нема реформи на јавниот сервис, Македонската радиотелевизија, а се бара и реформи во регулативата за клевета и за слобода на медиумите. Па ајде да видиме, треба ли да сме задоволни од овој статус, ова место на оваа ранглиста? Не, далеко од тоа дека треба да сме задоволни. Точно е тоа се што стои во Репортери без граници, покрај тоа што имаме скок, ние сме сепак последни во регионот, имајќи во вид дека бевме, ако не се лажам, 35-то или 6-то место. Ние бевме 34-то место во 2009 и потоа за неколку години пат од 89 места, мислам дека тука не стигнал никој со. Така што имаме драматичен пат, иако имаме ние сега скок, далеко е од онаа состојба во која што треба да се најдеме. Сега некој ќе каже, знаете, 2009 година, тогаш Груевски беше на власт, нели како сме биле, меѓутоа тоа се веројатно тие придобивки кои што таа влада ги користела од претходните, бидејќи ни една влада всушност за медиумите не е добра, бидејќи никој не е години се некако потолерантни. Првите години се потолерантни, бидејќи од опозиција доаѓаат на власт и веројатно затоа се потолерантни, меѓутоа потоа како заседнуваат веројатно и како доаѓаат на ред да ги испорачат резултатите и тука се соочуваат во таа битка со новинарите, затоа што ние постојано бараме одговори, иако денеска се пофалија дека колку го намалиле рокот за слободен пристап до информација од 30 на 20 дена, меѓутоа не е битно што го намалиле рокот, битно е одговорот кој што го даваат тие државни институции. Наше е да се пожалиме ако имаме проблем. Наше е да се пожалиме, ние имаме проблем и тоа како треба да работиме, имаме сериозен проблем кога е во прашање и новинарството, можеби немаме толку проблем сега со слободата на говорот. Затоа што претходно бевме шепотевме на некој начин, чест на исклучоци, оние кои што не шепотеа, беа гласни, тие пак беа гласни во една друга насока и сето тоа доведува до една ваква ситуација за која што сега ние повторно треба да се бориме. Велам скок од 14 места, сме последни во регионот, дури и Србија имала скок, меѓутоа Србите... Не, има пада сега, 14 места, пак е пред нас. Имаат пад, се пред нас, меѓутоа тамо проблемите доправо доаѓаат, бидејќи често кога патувам гледам што се случува со медиумскиот сектор. Тие се сега веројатно 2011 година кога бевме ние. Да не говорам само јас, ќе ги отвориме темите што можеме да направиме. Мислам говориме, треба да бидеме поагресивни. Катерина, колку ние се изборивме за ваков скок на местата, а колку е ова благодарение на промената на власта? Никогаш. Како би можела да ги дефинираш?
Ми се допадна ова што Мишко го кажа, онаа корелација дека слободата на говор ја добивме, меѓутоа новинарството не. Да, слободата на говор е вратена, но новинарството е уништено. И процеси се во прашање, преку процеси се уништуваше, не се уништи преку ноќ. Преку процеси ќе треба и да се врати однова. Нешто што Репортери без граници не го забележуваат, а за мене е основен проблем со кој што ние се соочуваме денес, а тоа е немањето на редакции. Значи ние изгубивме новинари, ние изгубивме квалитет, не само квантитет, туку и квалитет во Но тоа е новинарството. резултат на бројните портали. И во кои се не би рекла неколку затоа што мина. порталите и проблемот со порталите е светски феномен и не е толку, мислам, не каде мислам се дека изгубени редакциите? Редакциите се изгубени токму во тоа што ни се случуваше, особено во тие години кога го имавме тој драматичен пат, каде што ни една држава не верувам дека може да не стигне. Едноставно новинарството стана професија со која што не, како да се изразам, не вреди да се занимаваш, затоа што преголема помалку влога, студенти се запишуваат се помалку на студенти. факултетот Јас за кога студирав, тоа не новинарство. беше толку одамна, бевме по 113, 120 луѓе во генерација, сега се 13 или 10. И од една страна тоа, од друга страна, значи вие имате ситуација во која имате професија во која што влогот е преголем, притисокот е преголем, стресот и се економски неисплатлива и тука луѓето, младите луѓе се ја гледаат цела ситуација. Ние изгубивме довербата всушност како новинари, првенствено кај граѓаните. Беше инвестирано во тоа од политичките елити да изгубиме таа доверба и сега ќе треба да се работи на тоа. Тоа не е забележано во Репортери без граници, инаку со сите други забелешки сосема се согласувам и апсолутно дека ќе треба да се почне. Звездан, колку ние самите придонесовме за ваквата состојба? Дали доволно се боревме, како да кажам? На Не сите знам колку бевме притисоци. моќни, вака, да бидеме искрени, не знам, без оглед што сме новинари, што го имаме гласот, што го ја имаме... Не сме седма сила, сакаш да кажеш. Не знам колку бевме моќни, јас мислам, се ова ќе прозвучи можда како ерес некаква, дека кај нас медиумите секогаш биле слободни. Ка слободата на медиумите никогаш не доаѓала во прашање ни во комунизмот, ни во Груевски, ни... Никој не може да ми каже дека некој медиум не бил слободен. И секогаш ги мешаме малку работите. Тоа е медиумска индустрија и медиумската индустрија е секогаш во некаков договор, центрите на моќ секогаш заедно. Значи, дали се економски центри на моќ и политички центри на моќ, тие се заедно. Новинарството е она што е општествено важна работа, а не медиумот. Новинарство не може без медиум, се разбира, меѓутоа медиум може без новинарство. Како што видовме. И као што видовме, и као што е Netflix, као што е, не знам, HBO, као што е медиум, рецимо радио, кој пушта само народна музика, може без новинарство да обстои. Новинарството не може без медиуми, новинарството е тоа што е скрајнато во приказната. И не знам колку е моќно наспроти таа некоја оскана политичка и економска моќ. Ние веќе не ги цениме медиумите по доверба. Што рече колешка, ние ги цениме по кликови. Тоа е најлесна работа. Значи, не знам, сега ќе банализирам, ептен, јас гол да се сликам, ќе има најмногу кликови. Да се смејате ве луѓето. Не е битно. Затоа и мешаме и лажни вести, и вистински вести, и затоа новинарите се веќе неважни по медиумите. Добро, затоа постојат овие асоциации, нели? И синдикатот, Сдруженијето, Советот за етика, толку се немокни, толку сме немокни, толку се немокни овие асоциации. Мене ме прашувате, па во принцип сме прилично немоќни, немоќни сме економски, немоќни сме финансиски, не можеме значи, новинарите се, за жал, многу апатични. Јас како представник на синдикатот или веде председател на самостојниот синдикат на новинари, денојве за 1 мај, често го кажувам тоа. Рудари, ако нема, да кажеме, колективен договор подпишено, ние сите овде, сите медиуми, ќе дигнеме кампања и кажеме како тоа во 21 век нема некој еснав или некоја бранша или некоја струка нема колективен договор. Новинарите немаат колективен договор и тоа А не гледам и е најнормална. некоја загриженост заради тоа. Па, прво, Зошто таква апатија? Системски е проблемот, велам, не е само кај новинарите, не ги амнестирам, меѓутоа не е само кај новинарите. За социјален диалог треба 3 партнера. Влада, ние практички немаме ни министерство, кому да се обратиме вака, еве, труд и социјала, предпоставувам, работодавачи, не постои комора на работодавачи на медиуми. И јас сум
параноја нека ме фаќа, јас сум дури убеден дека работодавачи од медиумската, постојат на електронски медиуми, на печатени, меѓутоа не постојат на медиумски Па подолби, ниво. веројатно, не знам. И јас сум дури убеден дека тие не прават своја комора за да не влезат во социјален диалог со новинарите. Не верувам во тоа. Јас не би Не била знам. толку Мислам дека Пробував, претходниот не период знам. бевме соочени, не знам сега за другите редакции, јас знам Фокус што доживуваше, со што се соочуваше и кога велиш имало слобода, па јас не знам после затворањето на Кежаровски за текстот пред 4 години, не си се прашал дали Нокве ќе дојде да ме уапсат за Дали Нова некој текст Македонија пред... беше заробен медиум? За медиуми говориме и за новинарство. Јас реков, Нова Македонија е слободен медиум. Новинарството не е. Имаше и други медиуми кои што се Разлика е. декларираа како слободни, само велеа следеа уредовачката политика и немаш никаков проблем. Да не се лажеме. Проблемот на дегруевизација, колку и да сакаме ние да избегаме од тој момент сега и за да го вратиме новинарството на прав колосек, као еве ние сме критични против оваа власт и треба да бидеме критични, тоа е работа на новинарот, меѓутоа проблемот на таа дегруевизација ќе трае со години. Значи тоа не е само слика во новинарството, тоа е слика во целото општество. И вие кога ќе погледнете како ви изгледа на вас јавниот сервис и веднаш ќе знаете на што се сведува. Тоа шурување на некои уредници со тие што ја знам бизнис ешалони со политичката врхушка доведе до еден стадиум до кој што сме сега ние. Ние практично можеби Звездан фатил и некои веројатно поубави времења во тоа новинарство, јас и Катерина веројатно сме жртви на некое не новинарство и сега ние навистина имаме проблем, а едно што не се запишуваат луѓето на новинарство. Ние имаме проблем и луѓето кои што сакаат да бидат новинари, тие прво не слушаат, значи се тргнуваат наопаку. Преку ден се станува звезда, не се станува преку ден звезда. Не можеш да станеш новинарска звезда преку ден. Треба да поминеш од сите редакции. Јадранка Брем тоа многу добро го знае. Значи, мојот прв прилог, јас се сеќавам, бидејќи почнав во радио, мојот прв прилог беше одбор за резервари на вода во општина Штип. Значи, ти тргнуваш од Скопска рубрика во Скопје за да стигнеш до некаде. Ние Јас од лебедите во Золочка градина. Значи, Јас имам стреки од културата. Да, во мое време беше незамисливо да пуштиш некој човек или некое детиште како мене да отиде на пресконференција на Киро Глигоров. Како што денес Добро, се ме случува. дојдовме до тоа. Не, Што да јас направиме? сакам да кажам нешто што Звездан рече, јас не би била толку строга кон нашата фела, од аспект на тоа колку сме биле или сме немокни, затоа што медиумите се слика за општеството. Не можете да имате вие медиуми што ќе видат, не знам, не можете Вашингтон Пост да го имате во општество во кое што сите сегменти беа груевизирани. Значи да не бидеме толку строги кон себе, затоа што новинарите можеби беа едни од ретките интелектуалци кои што беа прилично гласни, барем дел од нив. Не сите. Значи, не, барем дел од нив. Меѓутоа, што беше со судиите, што беше со адвокатите, што беше со архитектите, Тие што беше со здруженија професорите. како да не постојат. Тие Ја здруженија мислам како дека да не постојат. новинарските Затоа сакам асоциации да беа кажам, активни. ние, значи, со сите последици кои што беа трпени врз новинарството. Затоа не би била толку строга колку сме биле ние немокни, затоа што мора да се имаат предвид контекстот и да се имаат предвид сите други околности. Ние немавме поддршката на оние на кои што требаше да имаме природно, а тоа се другите интелектуални здруженија и другите професии кои што би требало да бидат на наша страна. Е сега тоа што го вели Мишко дека е протест и дека ќе треба да поминат и години, време и ангажман и од нас како организации и од колегите воопшто и од сите други учинители, вклучувајќи и владата, тоа е Така, јас пред емисија, пред да влеземе, ви кажав, мојата забелешка што е, значи, мислам дека сите три асоциации наши новинарски се сведуваат целата активност на некакви соопштенија. Факт е И дека тоа треба да ќе бидеме- соопштите Не, факт е но- дека треба да бидеме поагресивни, А, меѓутоа да се биде почесто во јавност, да се еве споменувам на пример беше нападната екипа на ТВ21 во Рачиново. МВР Имавме ние, покренало. да, МВР И покрена, ја мислам па мислам дека ние дека- сега ќе молчиме и недели и месеци. Не, јас мислам дека не молчиме, знам дека Сдруженијето на Ама на новинари 3 на дена Македонија треба здружение да го Не, прозива. дека да постојано прозива. и континуирано, особено бара и тоа како бара разрешница на тој случај со инцидентот на новинарот телевизија 21 во Рачиново и мислам дека иако МВР како каже нема основ за реакција, сепак е префрлена работата и кај јавното обвинителство и тука нема да застанеме. И тоа ќе продолжиме со тоа. Меѓутоа, ние мораме да бидеме поагресивни. Јас се согласувам дека соопштение како соопштение не значи ништо. Тоа
Ама Ако не бидеш за да бидеме по-агресивен. присутни во јавноста ни требаат медиумите, ни треба поддршка од Апсолутно, општењето. да. Сега И не ни имаме треба единство ситуација и меѓу ни треба новинарите. единство, а тоа го немаме. И сега имаме ситуација кога на пример за нашето, сега ќе зборувам за Советот за етика, не имаме представка, ги испраќаме представките до дел од поентата е да не се објави затоа што нели медиумот кој што е постучен дека прекршил одреден стандард треба да го објави, да ја објави таа исправка во сопственото гласило. И сега поентата и другите медиуми да објават дека тој медиум направил таков и таков прекршок. Добро, ама тие Тоа се- никој не го прави Ама, заради некоја новинарска тоа се долги солидарност. соопштенија, второ суета. треба да ја имаш информацијата и Ама не ја Сега дам, замисли значи- ако текст во фокус кој е на 8 страни или 10, како да им го објасниш, треба Не, јас зборувам за екватантни примери. професионално За да екватантни влезе. примери, затоа што кај нас на пример голем дел од прекршувањата се уште немаме базични прекршувања, не се работи тука со софистицирана повреда некоја на кодексот, туку се работи за класичен говор на омраза, повикување на насилство и слично. Кога имаме реакција за таков тип, треба обединетост. На пример, не знам, оние луѓе кои што меѓу нашите редови користат таков говор, ги знаеме кои се, тука треба барем да бидеме обединети во тие реакции. види, јас не можам некогаш да детектирам во тие соопштенија кога повиците се општи, дека на некои медиуми, некои портали, зошто не се ние да не секогаш ги општи. идентификуваме? Не Во се Советот секогаш за етика се знае кои медиуми членуваат, нели? Да, во ние ги свет. кажуваме мислам со име и со презиме, не се новинарите, меѓутоа е медиумот. А- Значи тоа е поентата, секогаш е медиумот јавно посочен. Податокот од Совет за етика е дека етички и професионални стандарди најмногу се кршат според вашите податоци, дури 76,5% на онлайн медиумите. Тоа го Неколку кажав. онлайн медиуми се членови на Советот за етика. Која е моќта на Советот за етика кога огромното мнозинство се Ние на пример надвор имаме од тоа? според статут да реагираме и за медиуми кои што не се наши членки. Значи разгледуваме представки кои се однесуваат и на нив и за нив има соопштенија. Она што ние го правиме заедно со Сдруженијето на новинари и со синдикатот, тоа е оние правила кои што ги изготвивме, кои што се доставени веќе до сите медиуми, кои што треба да се почитуваат, вклучително електронските медиуми. Дел од нив морам да кажам дека има се исправија. Значи импресум ставија, адреса, некои од нив кои што навистина да речам, сакаат да инвестираат во тоа да станат професионален медиум. Меѓутоа најголем дел нема. Медиумите никнуваат буквално преку ноќ, знаеме како, не се знае од која собственост, не се Имате знае ли ништо. предлог и идеја што власта треба да направи? Треба ли Власта некаква може многу да регули- направи. Значи, многу да направи, а при тоа да не биде тоа регулација, затоа што знаеме колку е тоа опасно, меѓутоа може многу да направи од аспект на тоа дека, на пример, за почеток може да види кои се членки на Советот за етика, кои медиуми според нас ги почитуваат стандардите и слично. Не знам, која е поентата да се даваат интервјуа, на пример, да се дава релеванција на такви медиуми. Секое појавување на висок владен функционер во таков медиум дава кредибилитет на медиумот. Реклами, исто бизнисмените. Да, имаше стопанските едно комори заедничко се тука. соопштение пред повеќе месеци и синдикатот и ЗНМ и Советот огласувачите да ги избегнуваат тие Да, ама не медиуми, разговараме со стопанските комори но и веќе. тој повик имаше ли ефект Звездан или Па ја мислам дека немам никакви податоци, али мислам дека во принцип нема и пак ќе кажам дека во таа смисла не гледаат етика огласувачите, гледаат дали има кликови, дали има и поново не гледаат доверба дали е тоа точно или не точно, него колку е гледано рецимо телевизија или колку е кликано рецимо. Ма тоа е светски феномен, Негде- со тоа не можеме ние, мислам, само Добро, ние ама да се... гледаноста не значи релевантност и не значи дека Значи- верува во тоа. Луѓе во реалити шоу, тоа не значи Меѓутоа тоа е мерката сега и работата тоа е светска рецимо некоја приказна, меѓутоа Guardian е Guardian. Па затоа се изгуби профилацијата Сакам кај да нас. кажам и се знае кој медиум објавил вест, другите медиуми, ако го објави тој медиум, знае дека има шанси е сериозно да го пренесе и се повика на тоа или Ама во таа значи, гола трка за преживување, нашите медиуми сите се пожолтеа. Власта, што Тоа е... да се вратам на тоа. Значи, власта може да направи атмосфера. Може да направи поинакво обкружување, како да кажем. Значи, може да направи да не секој новинар без работа си отвори сам себе портал. така. Може да намали даноци, може да направи пристап до информации, може да направи нешто, може да стимулира санкционира не говор на финансиски, омраза. него да стимулира Да преку санкционира атмосфера омраза. некаква, да стимулира да се направи сериозен медиум со сериозна новинарска екипа.
која ќе може и да живее од таа работа. Да го реформира јавниот сервис, Јас- например. Сега една дигресија да направам. 3 мај мене ми е секојаш важен ден, затоа што 3 мај 2011 прекина да излегува Глобус. Редакција од 7-8 новинари, значи толку бевме, а веројатно тврдам една од најпрофесионалните редакции во Македонија. И тоа беше работа на атмосферата што ја создаде таа власт. Значи во еден ден ги изгубивме сите реклами, во еден ден печатница одби да не печати и така натаму. Не е ни битно да не се враќаме на тоа. Значи една поинаква атмосфера да се создаде. Кај се тие реформи? Пржински договори беа важни реформите во медиуми, ако не се лажам. Па и посебно адхок тело се формираше за изборите. Имаме ли одговор за ШМРТВ? Еве и после 2 години е нереформирани. Значи, да разговарав со некои представници на владата, дори ме направија малку онака као медиумски неписмен, да ме јас не знам дека владата нема никакви ингеренции во јавниот сервис. Ние само расправаме околу проценти од буџетот колку да им дадеме. Што е поважно од тоа? Како да кажам, јас ве плаќам, а немам никакви ингеренции. Значи, не знам дали се стварно пофокусирани по тоа меѓународните политики или ваму таму. Колку министри има ова влада, сега не можат сите да се занимаваат со меѓународната политика. Можда не е фер да кажам, али јас тврдам сега да дојде конкурентската политичка партија на власт, дека во 24 сати ќе ги реши тие кадровски проблеми. Нема потреба да ги реши, таму е уште така. Не, сакам да кажам да беше обратно, да кажам да беа толку време во опозиција, па да дојдат или... Но тоа тонење траеше со години. Дали е само и ние во кадровската регионот, промена погледнете ги Хрватската телевизија или Српскиот сервис, пак се меѓу најгледаните или Тие се меѓу најгледаните, а постојано се жалат дека имаат проблем. Јас сега кога патував во Хрватска на едно интервју со Александар Станковиќ, и тој вели дека имаат сериозен проблем, дури имаат и протести таму. Не знам што ќе се случува со Хрватската телевизија. Радио телевизија Србија покрај тоа што е негледана, еве гледаме по протестиви дека првиот протест започна од пред нивниот државен сервис. Нашиот државен сервис е посебно приказна. Јас некако звездам да прашам што се случува, туку јас им се чудам зашто не направи, бидејќи на крајот од денот зависи реформирањето, зависи во собранието на МРТ. Треба да се избере тој програмски совет за да тргне, нели како што беше антикорупцијската, претпоставам по тој модел ќе го бират и тој програмски совет, за некако да тргне таа работа со МРТ. Мене ова ми е чудно, да останата истата практично гарнитура, истата гарнитура, кад има некој проект. И тие се претпоставувам се уште на ниво на јавни службеници, така? Вработените таму. Мислам со самото тоа да ставаш како јавна администрација новинари. Од новинари правиш јавни службеници. И како ќе го решат тој проблем? Тоа беше... Ние да стоиме некако на располагање едно што е изгубена довербата кај граѓаниве, меѓутоа таму е неопходна сериозна реформа во таа телевизија. Ја не знам колку вработени има. Тешко се стекнува доверба, лесно се губи, колку има преку, значи јас престанав да гледам, јас МТВ престанав да гледам, освен понекогаш, кога имаат некои преноси кои што ги даваат само тие. Откако заврши Јадранка Костова со Оливера, без наслов, но со повод. Значи, тоа е од 97 година. Од тогаш натаму, значи, ајде да не ги обвинуваме, само да не обвинуваме владата на Груевски, Точно, од тогаш почна. Од тогаш почнува практично тој пат. Иако ВМРО ДПМН флагрантно се ја користеше како партиска машинерија, како партиски сервис и мислам дека уште вешто си го користат тоа, а оваа влада... Забелешката стои конкретно на репортери без граници. А оваа влада наведено под контрола на чуди оваа влада зашто не превзема ништо и тоа е уште еден проблем. Сега дел од колегите веројатно можеби ќе реагира, дел од колегите исто кои што се внатре бараат промени, по кој модел ќе го решаваат, јас не знам. Дали ги се оди по тој француски модел, кај што ги избркаа сите, ставија клуч на врата, прогласија стечај по утредента еден по еден, бидејќи неодамна, туку пред 4-5 години грците го затворија грчката телевизија, сега повторно ја вратија, тоа е сериозен проблем. И во Хрватска е истиот проблем, затоа што владеачката ХДЗ наводно го контролира
тој програмски сервис, како ние ќе успееме и зашто оваа влада не успева да се наметне да го реши тој проблем? Да не заборавиме, не е само информативната програма во јавниот сервис. Не, ја говорам за све, па јавен Значи, сервис не е. од телевизиски оркестар, од шалги, од културна рубрика или културна програма, од образовна, а тоа е уствари главната идеја на јавниот сервис. Па бушавата азбука е од тоа време, јас кога Па имате почнувам бушава работам. азбука, имате Ама дајте останаа музика, проекти. имавте пулсирање, имавте, не знам, 1 милион работи, имате детска редакција, имате филмови немаат. Така. Домашна продукција На немаат. Србија и Хрватска беа во војна, па се снимаа драмски серии, Да, ама филмови. повеќе ние приватните имаме своја продукција отколку што тие имаат своја продукција. Да се лоцираме сега малку, зборуваме слобода на медиуми, ама и социјалните мрежи станаа некој вид медиум. Често реагираат зашто се пренесуваат Facebook, Twitter статуси, но цел свет го пренесува од изутрина Доналд Трамп што ќе твитне. Сите Така да твитнуваат. и социјалните мрежи ја имаат таа моќ. Говор на омраза на тони колку сакаш. Што можеме, не можеме на тој план да реагираме. Ние овде не знам како можеме да реагираме социјалните медиуми затоа што Затоа што не се третирани. некои од тие луѓе имаат ги следат повеќе отколку што имаат читатели одредени. Не знам, мене што ми пречи портали. на пример е тоа буквално преземање статуси. Кога немате, знаете тоа што рековме, немаме редакции, па тоа се пополнува со статуси од Facebook. И сега вие за да набилдате читаност, што вели звезда ќе се соблечам гол за да ме читаат, земате такви некои статуси кои Не се што согласувам, ако Доналд Трамп го пренесува. Не зборувам за Доналд Трамп. Ние говориме Јас за ми беше поентата, Ние зборувам говориме за ако Никола Груевски од Унгарија тоа стави е на друго. Facebook, како да не се Меѓутоа ние што Да, правиме? да, Меѓутоа ние што обавезно правиме? се пренесува, Тоа е друго, тоа е ако друго, тоа е став на релевантен официјален. Меѓутоа ние што правиме? Сега завчера имаше текст за некој таму во Србија село, каде што деца ставале знаме на голема Албанија и пееле песни. И тоа е објавено во наш медиум, а објавено е, како да ви кажам, значи без воопшто никаква конекција со Македонија, воопшто нема врска, значи земено е, видеото е објавено на Facebook, значи децава некој ги снимил, ги објавил на Facebook и од видео на Facebook е направена вест дома. И сакам да кажам дека ние, за да пополниме простор или од кај знам зошто, значи ние земаме социјалните мрежи ги користиме како извор. Добро, И сега тоа колку треба да биде внимателно собственичката направено. структура на македонските медиуми овозможува слобода на медиуми. Значи, Повеќето измената на собственици на медиумите поголеми имаат разгранета бизнис мрежа. Не име Да. нели новинарството на нив Примерен бизнис. примерен И тоа е бизнис, проблем. ниту пак да бидат коректор на општеството. Па за волја на вистината, дел од најуспешните медиумски проекти произлегле од новинари, сопственици. Веројатно има некоја корелација, а она што мене на пример ми е интересно, ние го сменивме нели законот чисто за да не може политички инволвиран некој да има свој медиум. И што направија тие се ги префрлија на блиски луѓе, така да законски тука ништо не можете да решите. Не знам тоа колку е законски како може да се регулира. Од аспект на тоа дека сопствеништвото кај нас не се свесни едноставно, значи луѓето ги користат, тоа Јадранка што го велите. И луѓето ги користат медиумите за да се го позиционираат другиот бизнис подобро, политичките интереси да си ги остварат подобро, а немаат интерес во новинарството како користат и бизнис. злоупотребуваат Ја моќта. злоупотребуваат. Пред да влеземе кажав, ама не беше кате што Ма дојде. слушаше. Ме шминка. Лично Ме да. шминка. Лично јас не се согласувам. Вие реагирате во последно време синхронизирано сите три асоциации, а тоа беше дека собственикот на еден ТВ Бојан Јовановски со Facebook статуси се заканил на колешката Мири Јордановска. И тоа го дадовте сите асоциации. Од друга страна, претходно за статус, не статус, туку затоа што одговорниот уредник на Телма Атанас Кировски им забранил на новинарите по социјалните мрежи да искажуваат ставов и тоа беа реакции, дури две реакции на синдикатот. Јас не видов таму таква кој може да реагира и да полемизира на крајот на криштата со колеги. Еве, јас сум собственик на компанијата која го печати Фокус. Смеам јас да полемизирам со Мери, например, евентуално со тебе. Не таман работа да не се Затоа полемика. што- Ние се повикавме на член во кодексот на новинари кој што вели дека има нешто што се вика колегијалност и што се вика избегнување на меѓусебни пресметки. Енергијата треба да се насочи во борба со бизнис и со Ама не, политичките центри на моќ. реакцијата беше И- кате зошто собственик на медиум
Facebook статус дал затоа што ние можеме, како и овде сме соработуваме искусни новинари, да речеме со недели трае одредена кајка против телевизијата. Некој има право да реагира, може да е во право, ама дека слободата ја загрозил, јас сум надворешен соработник, јас имам слобода во избор на теми и гости. Јас и Мирија повикав јавно да дојде. Во таа смисла ми е реакцијата. Значи, ако правиме материјална расправа, синдикатот, например, не се занимава толку со етика, не се занимава толку со стандарди, а се занимава со солидарност. Синдикатот е работничка организација и синдикатот секогаш е на страна на новинари. Што имам јас сега, газдата е секогаш над новинар. Било кој газда, било каде. Па прашав, можам јас, како ме третираш? Значи, напиши нешто против некој новинар. Значи, јас немам право, сакаш да кажеш, да полемизирам. Питање јас. Не, имаш право да полемизираш, меѓутоа... Чекај, собствениците немаат право. На 13 памтам статусот на собственикот на оваа телевизија, кај што Не седиме велите, тука. по социјалните мрежи, па Минчо Јорданов ли на социјални мрежи? Мојата колешка, значи... Па јас не ја напаѓам колешката, сум работела со колешката. Не ми е колешката. колега. Не е новинар. И не ми е колега, и не е член на моето здружение, и не е, како да кажам, Нека се го брани асоцијација на телевизија. Звездан, кој ти е се колега? Знаеш во моментот по медиумите што постои како? Знам сите колеги. Говориме за принцип. Па за принцип. За принцип говорам, Значи... јас не се солидаризирам со работи кои можда не ги прифаќам. Може и собственикот да е со тоа што не се согласувам, не се согласувам јавно. Јас се солидаризирам со секој вработен. Значи, јас сум синдикат и јас сум организација на вработени во медиуми, медиумски работници и новинари. Значи, како и да се вика, кој и да е, ако му се прекршени работнички права, тоа е мојата основна улога, а не која му е идеологијата. Основната улога на синдикатот е што постоја редакции, собственици на листа на Forbes кои не исплаќаа плати и придонеси со месеци. Па се случи и МПМ што се случи. Тука како да не може да се допре до собствениците. И ниеден собственик јавно не прави притисок, Звездан. Сме работеле во многу медиуми, знам како функционира. Имавме барем едно 15 судски спорови со МПМ, као синдикат. Докаде е? Од нив 10 добивме или 11, 4 изгубивме и тогаш на почетокот ради судството, да не кажам сега, да не овакво, ние, значи, тоа е нашата основна работа. Сакаш да кажеш, судството е на страната на значи, газдите? Првите, 2011, првите 8 луѓе што ги истера, ако се сетам сега, Фарко Шакири, Катица Чангова, Оливера Војновска, така натаму, добивме 6 од тие спорови. Од тие 8. Значи, луѓето, некои се вратија на работа, некои не ќе да се вратат тамо, некои и се вратија, ги добија парите што иде за останати плати или како се вика тоа. Имаме до сега, но јас не знам. Стварно немам статистика до 30 спора сигурно, од кои имаме 5 или 6 изгубено вкупно медиуми, и тоа е работа на синдикатот, да ги брани работничките права. Да, тоа зборувам. Да, јас спорам со начин, со критериумот по кој велите како на оваа страна не, јас дури сметам дека треба и протест да организирате ако ги губите тие судски процеси. Спорам со тој критериум за кој може да полемизира по социјалните мрежи. Јас сум работела, дозволи, и во неколку приватни медиуми, телевизии, јас знам како функционирале тие притисоци. И кога ќе напишете соопштение, собствениците по социјалните мрежи да не се закануваат, прашав дали Минчо Јорданов, Дзинго или не знам Стојменов ќе се закануваат Твитер или ова. Сами си работели тил на многу места. Хипотетички, што би било, толкувате статус. Тоа е разликата. Не сакам да претвориме емисијава во дебата за одиме понатаму. Се надевам не бевме за тоа викнати. Поентава е дека тоа што Звездан го вели, значи собствениците си имаат друга улога во ова општество. Собствениците на медиумите, вклучително како
луѓе кои што имаат одговорност пред се, значи не е Ама така како ја само новинарите ограничуваат имаат слободата? одговорност. Имаме ли од собствениците, генерално зборуваме сега? Ама Сите ние, работите Дранка, во значи, некој ние сме медиум. реагирале, ние, како ја ограничуваат, на кои начини? Да. Па, на милион начини може да ја ограничат со слобода. Имаме ли такво? Ние во бомбите слушавме како? Тоа Од сакам, владата. таман ќе ги спомнав, значи ние Мислам, сакам да кажам, има ли таков тренд и натаму? тоа треба синдикатот најмногу да каже како Или ќе новинарите бидат во се плашат моментов. да- Не мислам дека се плашат, мислам Сега дека тезата што е за да Сите стигнеме до медиуми во крајот за Македонија, апропо значи- реакцијата на Не, заврши, па ако имаш Ние- да кажеш не, нешто ние повели. ништо јас Зборувам, лично во дали 24 собствениците вршат и натаму Кај- суптилен оној Јас притисок? можам да говорам за мојот медиум. Кај Да. нас немало апсолутно никаква реакција некој да интервенира за некој за било каков прилог. За разлика од порано од оно што сме го слушале во тие политички бомби. И то не идело преку новинарите. Таму веќе дојдовме до ситуација каде што и собствениците беа прескокнувани затоа што уредниците се знае работата. И вие ги имавте тамо како се ределе вестите. И уште нешто, и уште нешто прв прилог, забораваме кога Јадранка прашува дали е сега сменето нешто, нема потреба нешто да се смени драстично, затоа што тоа природно се смени. Ноќта кога изгубија власт, собствениците и тие медиуми Се преку ноќ свртеа. си се свртеа. Така да сега апсолутно нема сигурно беше се тоа. свртеа на ке слободата на медиуми Не, или се значи свртеа не на се ке свртеа кон оно новата што свртеа се свртеа кон кон оно што им оно беше што- мисија. И очигледно на оваа влада тој одговара. Ама затоа што замислете, цел ги новинарски тим легитимираше. треба да се сврти во истиот Ма момент. нема проблем. Нема проблем. Нема. Значи гледате Ама не, дека не, нема не се врти проблем. цел- Ќе се обидам новинарски малку појасно Ајде, на појасно. претходно што го зборев, на атмосфера која велев. Ние имаме, као Македонија е мала држава. Македонија има нерегулиран пазар. Македонија има, јас не знам колку медиуми вкупно, Многу. кој не може А да маркетиншкиот колач е истиот. истиот. Кој не може да 25 издржа. милиони, мислам дека Македонија е тук. има Смешно. законска регулатива, еве од синдикален аспект, рецимо законот за работни односи и непостоење на колективен договор и така натаму, кој само ги уназадува правата на сите вработени, не само на новинарите. И сега вие живеете, да кажеме, без врска зборам, главен спонзор ви е Елем, например, државен, или било која фирма. Оној момент кој ќе ги загрузите интересите на вашите спонзори, вие не постоите. И нема потреба ниеден газда да ви каже не ги закачај интересите на овој што те храни. Бидејќи таа Не, рака имаше што еден ти медиум кај што дава... работев, имаше на ѕид стаено 20 на компании што не смеа да се... Да сме начисто. Да, Таа се рака така. што, Тоа е да што не се ти збори. дава не се сече. Јас, да, види. тоа е според книга, теорија, слободата да ја загрози може власта, собствениците и огласувачите. Но огласувачите не ги апострофирав, зашто тоа зависи од собствениците. Ама Ако- кај нас беше толку измешана партија држава, партија собственици, партија бизнис. не, преку тоа ноќ толку да се- прекинува, по се- неколку компании откажуваат. Да, така сакам да огласување. речам, не беше дека ние имавме ситуација во која доволно беше владата да не ја пипаш. Ако не ја пипаш владата, не ги пипаш ни големите компании, не ги пипаш големите Во фирми. Глобус во еден И- ден огласувачите откажа во Ето. ист ден, во ист момент. Сите И- одеднаш се сетија Кај дека нас нема беше потреба тоа, да сето беше објават измешано и реклама кај. улогите на оние кои што Јадранка ги вика по книга, значи ништо по книга не функционираше по книга. И сега ние И од па таква еден една центар на ситуација, моќ. еден центар А на плюс моќ. собствениците беа и коалициски партнери на владата, значи Да. све водеше до една адреса. И сега вие кога имате таква централизација, вие точно знаете што вели Звездан кого не треба да пипате и нема сега потреба сваќаме од зашто сме на ова таков тип дерече на на кој цензура. што сме. И зашто сме стигнати. паднале Така. тие Затоа што истите тие 80 медиуми места. само го смениат дресот и упорно Така, и сега повторно газат се најголеми и упорно и газат за да најрелевантни. добиваат државни пари. Извинете, кога јас сум претрпувал и преживувал она што се случуваше во А1 телевизија, знам какви маки и што се тоа беше. И сега одеднаш да дојдеш ти и да продаваш новинарство као си ти седнал Јас- заев на тебе и ти као дури Мишка, ама јас прифаќат- не разбирам, тие се сите, а не се солидаризираа дека Па, затоа е- пропаста или апсењето во ред нека тераат судски спор, дека целта беше пропаднаа 3 медиуми. Да. Па тогаш се сруши пазарот Исто и медиумски. со МП, не е дали се води постапка, Ма него тогаш се колегиот. сруши медиумскиот пазар Знам. Е, па практично. солидарноста што зборува Вие Звездан денеска и ги имате другата... реклама за 3-4 секунди, јас Да. се сеќавам во А1, во Централен дневник или во квизот Милионер, секунда беше 200 евра.
Вие денес имате 4-5 евра секунда. А имаме, знаете колку милион медиуми. И сега тие трчат, тие приватни медиуми, кои што си го сменят адресот, кои што си застанаа на интервју и као одеднаш тие веќе слободарски медиуми. Дали знаете, ние кога правевме истражувања, пошто во Капитал објавуваме за најпрофитабилни компании, најголеми 100, најголеми 200 секоја година. Нас дека во изборни години 2011 и 2000 не знам која беше следна, значи нас во топ 5 најголеми фирми од државата Канал 5 и Сител ни се појавија. Значи ни Бучим, ни не знам, кажете Алкалоид, не. И упорно се инсистира на пари од државата. Јас тоа не го разбирам. И упорно се инсистира. Една група од неколку од тие телевизии кои дишат на иста фреквенција со истата идеја. Тогаш нема да имаме новинарство. И на кои им Тогаш пречат ние нема да сите имаме други новинарство. други Тогаш ние немаме да имаме новинарство. Тогаш прво треба да расчистиме што е новинарство. Последнива 5 минути. Што да правиме понатаму до година? Не мислам не е целта дали ние ќе скокнеме на ранглистите, како слободата на медиумите и новинарството да се врати на некој вистински колосек. Слободата ја имаме, како вели Треба еден да се избори наслов. на тацна. Слободата имаме, ние треба новинарството. Многу едноставно, значи совршено добро се знае што е новинарство и ние сите знаеме што е вест. Во последно време се појави многу лажни вести, еве дури видовме денес дека во не ни стигнавме, видов во Елем негде откриле тој кој што пишува лажни вести. Ама не е и само тој во тој. администрација. Ама не е само тој, тој во администрација и си седи уште немале како се вели тоа, не знаеле по Вие кој сакате критериум морето да се како реформира. да Ама треба ли реагира. санкции за каде организирано Ма и да свесно работат на ширење на лажни вести? Не, јас мислам да. Или ние јас со мислам- апели ќе речеме Не, со апели немојте не тоа, поминувате него, ништо. Со затоа- апели не поминуваат ништо. Јас мислам дека крајно време и редно време е дека ние како новинарство, како фела, дека треба наистина да седнеме. Знаеме што е сите новинарство и знаеме принцип на превртена пирамида, тие што учеле новинарство. Значи да се поделиме, точно знаеме што е кодекс, што е етика, како функционира и ние самите треба да се избориме за тоа. Ако фата државата да не средува, нема спас тогаш. Јас мислам Ако три сегменти се каде што треба да се работи. Прво, ние како фела да бидеме единствени. Не може ние да се залагаме за едни принципи, конкретно еве ги споменавте државните пари во медиумите, дел од нашите колеги да се залагаат за други принципи. Значи да седнеме да договориме што е она што е најздраво во моментов и што може вистински да ни помогне, да бидеме обединети околу тоа, да бидеме обединети околу тоа што е нашата главна мисија и да бидеме активни. Ама да дали бидеме пазарот активни. го регулира Второ- медиумскиот простор? второ сакав да речам, Како значи- успеваат да екзистираат толку многу медиуми? Па ете како, преку центри на моќ, бизнис центри на моќ, политички центри на моќ и слично. Второ, значи ние се знаеме која е наша работа и што ние да правиме како организација во доменот на нашата сфера. Второ, тука е државата. Санкции и санкции. Не може да не се санкционира ваков некој случај. Не може говор на омраза Не, за говор на кривично омраза не дело. говорам, да. Значи не сакам да речам, мора да се санкционира. Државата има каде да си покажа, вели Мишко не треба да ни се меша, не треба нас да Не, ни се да не меша, дозволиме ама да ни треба се меша, ама треба да ни се сосема те разбрав, ама треба да се меша таму каде што треба. Ние немаме 30 години, ни еден случај на говор на омраза решен. Значи бујрум, нека се решава тоа што треба да се решава и извинете, нас ни ветија истраги. Значи како правни лица. Ние Добро, видовме дека ние по милион направивме фирми се една групација по милион против говор фирми на се- омраза. Не само за говор на омраза. Еве на пример имаше индици дека по милион фирми не е на иста адреса каде што има медиуми, нешто слично како што по 13 години затвор се судеше за други луѓе на времето. Ништо не видовме од тоа, ни истраги видовме ни ништо. Новинари фирми отвораат, тендери земаат државни. Ништо не видовме и од тоа, така условни казни и не знам. И сега значи државата тука може да се реагира и трето образование. Не можете без образование ништо, и медиумска писменост и воопшто писменост на новинарите. И тоа е многу Значи, битно тие како три- ќе ги образувате Како ќе новинарите, ги затоа што образувате? Сосем е важно. какви Добро, јас, какви новинари не сум излегува студирала од школите. новинарство, правен факултет, но во МТВ Нема имавме денес 100 месеци обука. Нема денес сите обучуваат новинари и затоа ни се враќа ова како бумеранг. Дали има пазар? Како има една изрека ниту како беше ниту за рај плаче, ниту за рај видело. моето- Со 100, 200, 300 евра се Јас во принцип задоволува. сум дека бунтовноста треба да си ја покажеме внатре во колективитетот. Не, тој се Ако задоволува некој нешто ти забранил да кренеш... еден ќе му фрлат Не, од мислам дека владата. постои трафика и новинарите
дури и со представки идат анонимно за случување на се- Тоа не цензура. собрано дека постои страф, уште само ова Да, за за да го крај, довршам да. за бидејќи ги спомена парите, значи тие се задоволни со 300, 400, 500 евра. Аман тебе луѓе да јас кога прашав во Хрватска колку зима новинар почетник зима 500 евра. Добро, Новинар по принцип почетник. Ама и А платите тие го им критикуваат. стандардот не е за... Не таму толку сјајна работа. Не е Ali сјајно, еве, меѓутоа Хрватска, новинар почетник зема Ако 500 евра новинар плата. или судија се вади на стравот, тогаш ништо не бива. И само на Самите платата, професии точно, барат да. да имате и храброст и Значи, интегритет. Апсолутно, да. За разлика од колегиве, јас тврдам дека државата е страшно одговорна за состојбата во новинарството. Да, Страшно. Добро, Хрватска, ја спомнуваме колку телевизии има во Хрватска. Како се регулира таму плаќањето реклами. Дека копираат. Значи, прво, Истиот јавниот... Звездан, нешто преку струја оде, ја баш ги прашав тој Хрватот, преку струја, сметки за струја, па сега не сакаат да плаќат на истиот принцип, затоа и реагираат во ХТВ. Инаку имаат ХТВ, РТЛ и Нова, толку завршува приказната. Хрватска секако не е идеална, меѓутоа стасаме ние до јавниот сервис на Хрватска и нивните приватни телевизии, Апсолутно. регионални, и каде рецимо ХРТ има своји регионални центри, кога ние ги укинавме нашите регионални центри и така натаму. Значи, мора да создаде некаква клима државата, бидејќи велам, ние имаме нерегуларен пазар за било што, не за новинарство, за било што. Да. А го дерегулираме и натаму и натаму. Тогаш јас очекувам, напротив, јас очекувам уште повеќе медиуми да се уваат. Секој новинар што ќе остане без работа ќе си си отвори направи сајтче. сајт. И Од кое да ќе живее, земе од од тој колач. евра. Од кој е тој колач? 300-400 евра ќе си И префрлува. ќе тоа падне е. тоа не на 4 евра минут, него ќе падне на пола евро. И не ги спомнавме минут. сосем за крај, мислам дека и треба и тоа како голема подршка, бидејќи тие реагираат локалните и регионалните медиуми, таму има сериозна и треба сериозна помош Немаме на тие дописничка колеги. мрежа, да. веќе не знаеме што Само се им случува треба надвор од Скопје. Тоа е сериозна страшно. подршка и треба на колегите. Да, на тој и план е жална Имаме ситуацијата. уште многу работи за да стигнеме Добро, ние до јас се некој. Во една надевам емисија ќе бидеме малку и Последниот 3 мај. поенергични. во право сте за тоа. Јас ке пробам на Facebook да полемизирам со колеги. Чекај соопштенија за реакција. Не, сега зависи како ќе изреагираш. Зависи. Ако пишеш Е, па, вака во нема тој да ми случај- работиш во Па ќе- фокус. Па ќе напишам. А зошто ако напишам? Што значи тоа? Добро. Добро, Ви благодарам што бевте Благодарам. гости во отвореното студио. Па до година на 3 мај. Пак ќе анализираме. Уште малку мол. Ви благодарам за вниманието. Следува емисијата од спорт, а ние се гледаме и во недела на вториот избран круг, кога 1 ТВ има отворена студио вечерта. Пријатно.